Андире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Традиционално германските екипи и репрезентации не ни лежат. Историјата вели дека никогаш наша екипа не е елиминирала германска во европски купови, никогаш не сме ги победиле на сениорско ниво. Немаат сега бомбардери од типот на Паскал Хенс, предходно креатори како Даниел Штефан, но имаат компактна селекција која што, да не забравиме, беше младински светски првак во Грција пред 2 години. Добро, Германија, Бундеслигата, најака лига во светот, сите играчи доаѓаат од таму, така да без разлика кои се тие секогаш ќе представуваат веле сила во ракометот. А тоа што немаме добиено, можда е ред еднаш да се прекине таа традиција. Секоја традиција има крај, да се надеваме дека токму се осми на финале ќе биде крај на таа традиција. Видливо беше дека меѓу Германија и Франција повеќе ни лежи и психолошки и играчки репрезентацијата на Германија. Кои карактеристики на панцирите вака ти паѓаат прво на памет? Тие во групата играа мечеви со многу голови, меѓутоа важна за селекција која што знае да биде со црста одбрана, на моменти груба, го имаат Рогиш, дефинитивно најгрубиот играч на сите последни неколку големи надпреварувања. Да, германците играат 6-0 одбрана, кој што е со многу фалови. Да се истакне некој одреден дел од тимот, мислам дека нема. Тие се компактна екипа. Лошо ако би тргнале на тоа осми на финале со некоја предпоставка дека сме подобри од нив. Што не е така. Знаеме дека тие имаат нова генерација, желни за докажување, мотивирани да направат нешто повеќе нова светско првенство. На претходните две надпреварувања на кои што бевме ние на светското во Хрватска и европското во Србија, 2 пати изгубивме. Можда е ред да им се одмаздиме, како и за нашите клубови, така и за репрезентацијата.